Почитувани, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Во денешното издание ќе разговараме за тема за што друго ако не за горештините. Со оглед на тоа дека веќе и од владата и од Министерството за труд и социјална политика и објавија насоки и совети кои што треба да се применат во одредени области на професиите, но дополнително пак и начинот на справување со горештините. Се разбира дека човек сето тоа може да го поврзе со она што ни се случуваше во изминатиот период со ѓубрето во главниот град, но тоа може да се поврзе и со многу други теми кои што се врзани со останатите градови во секој случај. Како се справувате со горештините е прашањето кое што јас би сакал да го поставам и да го поразговараме, бидејќи пак и ме интересира лично, искрено да ви кажам, а додека пак земјава деновиве е зафатена од топлотен бран со температури и над 40 степени Целзиусови, со УВ индекс 10, особено топло според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи ќе биде в четврток и в петок, кога ќе биде активно портокалово ниво на опасност од високи температури. Лекарите апелираат да се почитуваат препораките. Да погледнеме, колешката Ивана Стојкова имаше прилог токму на оваа тема, па да го проследиме. Топлотен бран со температури над 40 степени Целзиусови и СУВИ индекс 10 ја зафаќа Македонија. Особено топло според прогнозата на УХМР ќе биде во четврток и петок, кога ќе биде активно портокалово ниво на опасност од високи температури. Ќе преовладува сончево време, како денес, така и во следните денови, со висока вредност на УВ индексот, која што ќе има вредност 10. Во текот на утрешниот ден се очекува особено топло време со максимални температури од 34 до 42 степена, додека во Скопје утре максималната температура околу 40 степен. Министерството за здравство со препораки за заштита од топлотниот бран, да се избегнува излегување надвор во периодот од 10 до 17 часот. Неопходните работи граѓаните да ги завршуваат пред 10 или по 17 и да се почитуваат препораките од Центарот за јавно здравје. Во најтоплиот период од денот да се избегнуваат напорни физички активности, вклучувајќи спорт и рекреативни активности. Да се седи во затворени климатизирани простории со затворени прозорци и ролитни во текот на денот. Прозорците да се отвораат навечер кога температурата е пониска. При неопходен престој на отворен простор да се избегнува директна изложеност на сонце со почести одмори под сенка. Кога станува збор за облеката да се носи светла и лесна облека. Хроничните болни пак, посебно тие со срцеви, невролошки и белодробни болести, потребно е да бидат многу дисциплинирани во однос на овие препораки и редовно да ја земаат својата терапија. Препорачуваат здравствените власти. Во меѓувреме се мобилизира и Црвениот крст, кој веќе ги активира мобилните тимови кои ќе бидат низ улиците во Скопје, со цел да им се излезе во пресрет на оние лица што ќе бидат надвор од своите домови. И продолжуваме понатаму токму со емисијата и делот со вашите јавувања на 0260 91 924 или 925, телефонски броеви кои вам добро ви се познати. И во однос на очекувањето портокалова фаза за топлотен бран, како се справувате со горештините? Токму тоа е темата за која што разговараме. Може би вам невообичаено и неочекувано, но во секој случај исклучително важна тема, бидејќи опфаќа многу аспекти од нашето секојдневно живење, особено затоа што пак и беа издадени препораките кои што се однесуваат токму на оваа наша тема која што ја имаме и беа издадени токму денеска, со оглед на тоа дека и најклучно е во овие денови, четврток и петок, кои што ни следат во блиската иднина да се справуваме со нив, со оглед на тоа дека се и работни дополнително, па токму тоа е и дел од она што треба и да го разговараме. Но, доколку имаме некој на телефонските броеви, одиме со вклучување во меѓувреме и повелете. Добар ден! Ало, добар ден. Да, повелете. Огнен, да ти кажем, изненадила сум се и јаен пут да добием. Не е политичка тема, па се насмеја убаво. Намерно мораше малку да олабавиме. Ако свака ти час и вчерашната ти беше многу убава тема, сакаше да се јавим, не мога да добием, али сек посебно ми е мило, викам празници, знаеш, и викам убаво што стави тема, да беше политичка, немаше шанса да се јавим. Биди жив и здрав, вака да ти кажем, па што да правимо, ќе морамо некако, нели денеска црква, народ, бегамо по ладовинки, пиемо вода, од 10 саат до 15, ќе се пазимо што да правимо, да си поживееме, Огнен, виж, дека народот више чуеш сваки ден,
не гледа, Господ не пробира дали са стари, дали са млади, што биде, дали овај корона, дали овај ѓубре што гледамо вчерашната тема што беше, овој што стана огнен, да ти кажем да се радуемо на свак ден, не знаемо што не чека у денот. Значи толку стана ладно, по еден пут вручина. Одеко оваа портокалова, одеко ово испадне оваа таква вручина. Тој ниви, тој да ти кажем све живо испогоре. Што садимо, мучимо се, вика народ да работимо, тражат бачи, тражат овој. Што ќе работат оно кад све живо изгоре? Ја тука имам една бачичка, значи гледам све посети, мучи, гледам сега све живо прво дело. Затоа ти кад ќе се пазимо огнат, ќе морамо да поживеемо, што да правиме. Свак ден да си се радуемо, кад станемо на сабале, што викаше стари, дај Боже овај ден да си го преживеемо. Зашто не знаем, огнен никој што не чека. Да си ми жив и здрав, една убава женичка да си најдеш и да си уживаш у животот и да ти биде се убаво. Поздрав да сите во 24 да сте живи и здрави. Многу ми е мило што фала Богу за овие години прв пут да добием и ја да пут у животот. Ајде се најубаво. Поздрав. Благодарам за јавувањето и јас вам ви посакувам се убаво. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали се слушаме со некој? Добар ден. Доколку имаме некој на линија, може да одиме веднаш со вклучување. Од утре до недела портокалова фаза во целата држава и притоа се препорачува ослободување од работа на најранливите категории население, објави министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Ослободување од работни обврски на бремените жени и лица на возраст над 60 години. Во установите за згрижување на децата, односно градинки, да не се практикува физичка активност и да не се изнесуваат децата на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Единиците на локалната самоуправа, Црвениот крст и центрите за социјални работи во регионите зафатени со топлотниот бран да пружат помош на осамени, стари, изнемоштени лица и бездомници. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Дали се слушаме со некого, повелете? Работодавачите да го организираат работното време со цел заштита од директна сончева изложеност на работниците пред се избегнување престој на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Сите правни субјекти кои вршат активности на отворено да ги запрат активностите во периодот од 11 до 17 часот, а ова особено се однесува на работата на градежните работници. Добар ден. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, ве слушам. За жештината. Тоа е темата. Ние сме деца на сонцето и на жештини. Јас сум малку постара генерација. Да сте живе и здрава. Така, фала. И се сеќавам на многу големи жештини, од Прилеп сум инаку, на Тутун, Савајле, Порушек, и цело време бевме изложени на топлина и тоа високи температури, немаше клими, немаше мориња да одиме секоја година да се ладиме. Се прскавме со цревата, со црево од чешма. И така не преживувавме, него радосно го живеевме летото. Сега некако мода стана од се да се жалиме. Ако е ладно, зашто е ладно? Ако врне, зашто врне? Ако е жешко, зашто е па толку многу жешко? Овие мерки што ги превзела државата и тие институции навистина се добри. И ако ги почитуваме, нека и суркаме него убаво, ќе се го живееме летово. Превземени се добри мерки, да биеме послушни, да не се ги преценуваме. Јас можам на жештина. Никој не може на поголема жештина, отколку што е неговото тело. Секоја поголема жештина од 37 степени е многу штетна за нашето здравје. И затоа треба да се чуваме. Ако ние сами не се чуваме, никој нема да иде со чадор по нас и со вода да ни дава да пиеме. Да се хидрираме, да се чуваме, да седиме на ладно, ако имаме вода на секако, да се тушираме неколку пати на ден, си пиеме повеќе ладно вода, а не сладки течности и ќе ни биде убаво. Зашто да не? Јас сум оптимиста. Во секој поглед ќе си... Така, истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден.
Добар ден, Огнен. Поздрав, повелете. Поздрав од Насов, од Убавиот Буковиќ. Поздрав, Насив, повелете. Уживам, ви кажам, меѓу двете куќи, север и југ ми е отворено. И дувка ветрото за мерак. Негде околу пладне само едно сат, време, сат и по тако прилика, после ми е супра. Па добри препораки има од Министерството за труд и од владата нормално, да се чува луѓево, оди, стварно е 40 степени многу е, меѓутоа лето е, преку зимата зашто е студено, преку лето зашто е, кој што реќе господјата, жешко е, па сега леп се пече, да се разбераме. Лево се пече само од страна на сонцето. И така да уживајте народа, чувајте се колку можете, поготово повозрастните луѓе, и користам прилика Петров ден да го честитам на сите што го слават. И Галичката свадба, нели е сабота недела таму. Добро е да се присуства на таа манифестација, ја сум бил едно два пати, пред 30 кусур години, кога бе помлад. Стварно е убава таму, ама сега се погоди баш уедено е многу топло. Баш на возрастните не би препорачал да одат. Оти тоа е надвор и дека се седат дома младите, дека се ѓордоса, дека слават таму, дека уживаат. Толку поздрав и не го однак. Благодарам за јавувањето и јас ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден. Дали се слушаме со некого, повелете добар ден. Како што и ми беше очекувано, дека нема да има многу јавување, со оглед на тоа дека сте навикнати на политички теми, но во секој случај темата е исклучително важна, затоа што ние имаме доста ранливи категории во земјата кои што навистина може да страдаат од горештините, особено од аспект кога не се почитуваат работничките права. И непочитувањето на работничките права придонесува до тоа да тие бидат изложени, особено еве ако ги земеме за пример градежниците, кои што се изложени постојано на дворешни влијанија во случајот на горештините, зашто пак и во изминатите години ние сме имале и исклучително несакани и екстремни последици по здравјето на луѓето кои што ги работат овие професии и токму тоа не е само како лично се справувате, но и како генерално ние знаеме да се справуваме, имајќи на ум дека голем дел и од тоа што треба да е климатизиран јавен транспорт, меѓуградски сообраќај, од тоа што треба да е простор каде што треба да се преживува или одвива работната атмосфера и слично, не секогаш ги исполнува ваквите услови. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Јас се извинувам, темата не ја знам која беше случајно. За како се справувате со горештините и дали мислите дека доволно услови имаме сите да се справиме со овие горештини кои што ги очекуваме во наредните денови над 40 степени? Па гледај, ние постарите, јас сум стара. Да сте жива и здрава. Николе, 70 годишна жена, инвалид сум скоро 100%. Седам унатре, жечко ема мора да се справуваме, мора да се пазиме, мора да ги па пратиме затоа ве прашувам дали се младите некако, дали... Молим? Затоа ја поставив темата, затоа ве прашувам како, на кој начин вие барем се штитите од најголемите горештини? Па така, седеме на себе и искочеме малку у двор на воздух, онака сме унатре и така, повише течност и храна и така. Така мора да биде. Ние секако сме болни, не е само жешкото сметано, него сакам да прашам еден поздрав, може ли да испратам, ако е дозволено. Ајде. Цел живот ве пратам, ама никако не можам да боја. Да го поздравам председател Пендаров, имам пуштено допис за прием, средба со него, ниту добив одговор, ниту не знам што е работа. Дали не прима болни, дали не прима инвалиди. Поздрав од Јованчева Виолета од Свети Николе, председателот да ме слушне и да ми одговоре на дописот. А поздрав до јавното предпријатие на државни патишта, кои не уништија у Свети Николе у градо, од земани, 1200 квадрата, ниту УАСУ нива, ниту УАСУ викендица, легализирано, префатизирано,
Потпуно не уништија и нема никакви закони. Секаде се обратив, господине, со допис, од никаде помош нема. Поздрав многу и фала на хуманоста што ми дозволи да си го искажам маката. Нема проблем, јас ви благодарам за јавувањето и ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете добар ден? Добар ден, Да, повелете. огнен поштовање. Значи, вртам од моментот на смртта на господинот Марин, мојата голема легенда. И сакав да ти изразам сочувство и да те насочам да појдеш по неговите патишта, бидејќи од целата фамилија едино ти можеш да го наследиш со твојот талент и твојата харизма. Благодарам многу. А иначе да ти кажам дека онаа порака, дека е долга раката на знаеш на кого, што ми беше кажано, веќе ме стаса, почнаа да ме малтретираат, меѓутоа тука помош нема, тоа е тоа, се најубаво и мислам дека ќе ме послушаш и ќе појдеш по тие патишта, пошто еднаш те имам слушнато, како гостин на легендата Марин и беше многу успешен. Сега не се сетавам дали беше во театар или у... Можно е во драмски театар да било тогаш. тогаш. Во драмски беше, да, право си. Поздрав и се најубаво. Благодарам многу. Ве поздравувам и јас вам ви посакувам се убаво. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, ако сум на линија. Да, вие сте, повелете, добар ден. Благодарам. Па вака, ова е многу лошо време, тешко време и за младите, и за и за децата, и за средна генерација, одека нема спас, нема ништо. Оние кои се поблиску до вода, поблиску што се вика, каде се може да се развладат, посебно оние сега стреќаја што децава не се на школа, може да се заклонат, што се вели на некој начин, меѓутоа од жешкото време нема спас. Да е за ладно, ќе облечеме едно уштедно, ќе се стоплиме. Ама овдека едно по едно се облекуваме, доаѓаме до гола кожа и многу е тешко. Меѓутоа овдека ја би посакал оние барем што се на работа, кои што значи мора да одат на работа, така им е да речеме занимањето, струката, значи работодавците да им помогат, да работат што се вика до 11, најкасно до 12. Или да го променат работното време, па дури ако треба и да ги пуштат неколку дена, што се вика да бидат дури и отсутни од работа, затоа што ова вакво време постои опасност што се вика да дојде до колапс по здравјето, што се вика и некој што е со карактеристично слабо здравје, а не дај Боже може и да го изгубиме. Затоа сметам, значи, овдека нема спас. Значи, едно по едно ќе се облечеме до гола кожа и пак спас нема. И така да, значи, опасноста е многу голема и мислам дека треба за мене работодавачите да излезат со отворено срце, да го зачуваат својот работник, да му помогнат да не колабира, значи и што се вика да биде способен за наредните денови. Благодарам, поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Господин Огне, Молам. ја имам еден предлог. Едно што? Еден предлог имам. Да, повелете. До државните органи. Добро. Нека дадат ова одмор за ова време што е ова вручина. Нема потреба да се работи и така не се работи, бидејќи работниците не може да издржат. Нека бидат во принуда ова платен одмор. Бидејќи државата и така тоне, барем да ги спасиме луѓето, да не умираат, барем во градежништвото и на патишта и во автобуси и така натаму. Така. Највало е да си го чуваш својот народ, бидејќи и така останаме малце, млади ни избега, останаме многу малце. Сега дали имаме 1.200.000 жители, тоа не би можел да речам, бидејќи стварно младите ги нема, а постари луѓе по автобуси се влечат ова, идат на работа, а работодавците не ги почитуваат никакви закони што се препишани,
барем нека бидат на одмор, во некои земји даваат 10-дневен одмор, нека биде така, сите нека се чуваат, барем здравието да го чуваме и така здравството ние е во колапс, не може да одговори на ниеден повик и да ви викнеш ова брза помош, ти вика колку години имаш, од тоа е, вика. Знаеш како е во оваа држава ништо не функционира, барем здравието да си го сачуваме ако можеме. Така, пријатно. Пријатно, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добро, дали се слушаме со некој друг, повелете? Добар ден. Во меѓувреме на другата линија. Многу нови гласови слушнав денеска, интересно. Добар ден. Добар ден, почитувам водител. Добро, од редовните гласови, повелете. Така, Диме на телефон. Поздрав. Слушате да ви кажам. Значи, каков тест, авал да ви е. Значи, колку се редуциравме денес, што да ви кажам? И како да кажам сега лошо за некој што ми препорачува и ми има добра намера околу моето здравје. Како немаме здравје, вие не ме прашувате, не сте одбор за помош, ама ја ќе ви кажам. Јас сум 72 годишен човек. Сега, свеста и совеста ми налага да го почитувам она што ми е кажано. Ке ви дадам една информација. Нашите нејмари на времето идеа авиописти изведуваа во арапските земји на 56-57 степени. Поиздржаа. Значи има начин. Ако ова е време на природата, па и ние сме време на природата, па ќе си се адаптираме. Што да правиме сега? Како да го смениме ова? Најдобро намерно само од вас на времето. Во седмо оделенец добивме размена на ученици. И јас добив да идам во Радови, што е на моја колешка, така да ви кажам за времето. Кога ние како деца мислевме дека Скопје е пекол жештина, кога отидовме во Радови да помогнеме околу берба на тутунот, тек тогаш видовме што е жештина и што е пекол. Значи, дајте да имаме еден однос, да имаме разбирање према одредени луѓе и да се вклопиме во тоа. Ние не можеме, јас и вие да го смениме денес време од вечер да врне, тоа да згора. А сите заедно, човечанството, имаме некоја вина што доаѓа до вакво нешто. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Ало? Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав многу, че од кога ве немам слушнато? Како сте, добри? Добро да ви кажам, вие како сте, не сме ме слушнале? Добри сте, огне. Абе, како садевне тутун, беревне и нижевне на жестина? И не се жалевме. Слушај, ние старите, треба да си седиме дома. Са бајле што ќе правиме, ќе си земи напчина, ќе си купиме што ни треба и ќе си седиме дома, да ни излегуваме по жешкото, да си ги слушаме советите, да бидиме паметни, па прик вечертро да излезиме на некоја клупа, да си поправиме малце муабет и да внимаваме. А и младите треба да внимава. Не мора да шета на куќе жешко по кафичите, да си седат дома, да си одат под она што ќе му речи лекаро, да внимаваме, огнем најмногу сами треба да си огледаме здравјето. Времето е природа, не можеме да го смениме, не можеме ние со времето да се бориме. Затоа сите треба да бидеме послушни, ѓубрето да си го збираме, да не ни смара голема нечистотија низ градо, на се да внимаваме кај фрламе, кај одиме и што правиме. Многу поздрав, те поздравувам и ми е мило што те слушнав и те немаме слушнато. Врдете се деца, ладете се дома, седете си дома. Најголем совет од мене. Пријатно и се најубаво. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете?
Добар ден, Добар убав ден. ден вам и на вашата екипа. Може да поздравам некого? Ајде, повелете. Вака и им честитам на моите внуци Петар и Петра и Мендена, им пожелувам се најубаво во нивниот живот и добро здравје, среќа и радост да имаат и безгрижно детство. Вака, јас дома седам и само со вода се плискам за да ми помине, пошто ја најгоре живеам. Толку ви благодарам, извините. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, да ви кажам просто како почна со поздравувањата со делот, на момент посакав и песна да слушнем, ама тоа ќе видам режија, ќе размислам, може би до крајот на емисијата и песна ќе добиете. Следен на линија, повелете. Добар ден, поздрав од Кавадарци. Поздрав, повелете. Видите, тие што се дома некако ќе се справуваат со горештините, али тие што имаат работа по полето, јас се јавам од Кавадарци, моите ти крешене се сите полосовите насти, сега најмногу се борат, премногу болести има. И сакале нечели, уште се утринските часови, у 4 часа заменува до 11 работат. Ајде да избегнат жестината, се враќат, бар тие што се поблиско, после 16 часа до 20, пак мора да одат. Жешко, не жешко, мора да се работи, нема кој да им го работи. Сега со денови може цело лето да биде жешко, не че го остава така, а како што спомна претходно, премногу болести имат озовите насти и мора да се борат. Овие што се дома, меѓу нив сум и јас. Следуваме различни начини. Јас овдека имам климон поставено, ма ретко ја користам, затоа вештачко ладен и малку по-лош, али затоа па мојата фамилија имаме, брат ми има на Тиквешко езеро имат и многу други. Скоро 2000 викендици си има, тука не е близко. И по-непознатото Моклишко езеро и туристичкото место Моклиште, блиски роднини имам што имат прекрасен мотел, ресторан Вила Бела, кој што е едно пријатно качество, убави јаворија, крај река е направено бавчета, тоа е мелина, сега и таму си бегам. А во приквечерините имаме Кавадаричко културно лето на градскиот площад, поголем народ се собере, има настани на отворена цена, кој сака и таму доста, негде 19-20 часот за сеново и може сите да се гледат. И еден дел викендици на Кожо планина, кој од тука е негде 20-30 километри, оние села што беа скоро мртви, сега веќе сите имат по 70-80 викендици, некои не викендици, него право хециенди со базенти, со се, добар дел и од таму си одат. Лесно е тие што сме дома, тешко е за оние што мора да одат на полет. Фала многу и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Дали се слушаме со некого? Повелете, добар ден. Добар ден. Ало. Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Сега вака и ја од Кавадарци јавувам. Поздрав за Кавадарци, повелете. Бабу кажа Раде, ама сега жешко е, зимото ладно. И откаде пари, по што се јадим? Раде добро зборува, ама тоа не е работат, тие браќите му работат. Тоа не интересира, повелете вие. Браќите му. Ајде, поздрав. Добро, поздрав, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, поздрав до вас и до 24 сата. Благодарам многу, поздрав, повелете. Вака, се очека како Портокалова база топлотен бран, како се справуваат со горештините. Па, јас мислам оти е нормално толку топло, оти температурите се добри, например еден океан или едно море, додиш на море, или Охрид да се стопли водата. Јас под туш дома се туширам со ладна вода и ми одговара покуси панталони, покуси рака, одам на базен и работам, на работа сум и мислам оти дека не е опасно. Не е ова опасно, дека е нормално. Мислам оти добро, не е 40 степени, не е голема температура. Не е голема температура во светот. Така. Друго, на одмори ќе ужива сете, ако оди некој Бугарија, Грција, Србија, Хрватска, ќе уживат, ќе се капат дечињата, ќе се радват, топла вода, топло се, ете можеш и
да свариш нешто храна, да направиш нешто. Е полна ситуацијата за овие услови. Можеш да се искапат на море, да се избањат, да се стушира, човек наред да се стуширам, барем да се стуширам, еднаш да се стуширам наред, со сапун, со шампон, уво и да бидам чист. Така, то, фала. Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. По 40 степени не била голема температура. Јас не знам колку треба. Јас имам работено на 40 степени, ама помал бев. Издржував некако. По-млад, по-здрав, по-витален, како да кажем. Меѓутоа сега 40 степени се и премногу за мене. Еве, затворен сум соба, ги слушам инструкциите на докторите, на лекарите. Затворен сум соба, ролетните спуштени, пердињата тргнати. Седам и чутам. И нема што да правам друго. Покушавам некако да се изгладам, меѓутоа со шо? Не постои со шо можеме да се изгладиме. Едино тука клима, тој што си има, тој што нема вентилатор, колку да се меша воздухот, така нешто да се павка, да се потта, да се суши на телото. И нормално, излегување само по потреба, ако имаме потреба, и то претежно, барем ние пензионерите, од Сабајле, значи, пазарење што треба, леп, млеко, тие работи, како некогаш, и нужни потреби, само, а не рашетавање ваму-таму низ градот, оти, навистина се е усвитено. Веќе е усвитено, а како ќе биде утре и други ден, то не можеме да кажеме, то ќе биде бетер. Портокалова фаза е веќе навистина некоја сериозна работа. Исто како во висока печка да си, или во валавница да си, така некаде. Тој што нема доживеено такви работи, не знае како изгледа та работа. Во секој случај, да се придржуваме спрема она што велат докторите. Толку од мене. Добро, благодарам за јавувањето. Дали има некој следен на линија, повелете? Ало? Да, добар ден. Добар ден, господин Огнен. Поздрав, повелете. При толку политика, економија, да си одбрал тема од метеорологијата, сега и тука да не видиш какви се запознати со метеоролошките работи. Така е, да видиме експертиза. Бидам краток, да си ве поздрави тебе и вашите гледачи. И то да кажам за оваа фаза не е толку опасна. Португала може има и црвена фаза, таа мислам дека е уште полоша. Не, јас сум више во пензија 5-6 години, така да не знам. Не ми сметало ако време испаѓам, а не се брам, не се пазам, немам некои проблеми, пример, од топлото. Така да, што да кажам друго, хидрометеоролошки работи, прошлиот месец ни беше многу врнежлив и сега па малку топло. Ете, август па не очекувало пак да ладу, мислам ја повише врнежи и толку е од мене, бидејќи тема не ми лежи. Поздрав, господин Огнен и секој добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме, повелете. Добар ден. Ако имаме некој на линија, повелете добар ден. Ало? Да, добар ден, повелете. Добар ден, господин Огнен. Повелете. До вас и до вашите мисли и до сите гледачи на Бајчици во живо. Благодарам и до вас исто. И нас не ми се наоѓа краво сега. Ако е ладно, зашто е ладно? Ако е топло, зашто е топло? Ако врне, зашто врне? Сега ги слушате сите скоро гледачи. Скоро сите беа сите соесно по 50-60 години, 70 години. Јас имам лично, имам дедо 107 години. Машала. Уште ден денеска жив е. Жив, здрав. Хвала. Сите да си дочекат толку. Благодарам. Сега за кога е топло, никогаш не конзумира вода. Само чај.
само чај, мукеница, ова што кисело млеко мукеница си вади. Никогаш не сум го видел до сега јас него да се капе на топло. Никогаш. Нешто обавезна ќе иди по сенка, вика, подобро е, вика, да бидеш, вика, малку по сенка, не е птен, вика, да биде јака сенката, вика, ама, не знам. И он вика, најдобро, вика, само ти, вика, што полесна храна, полесна облека, вика, да не биде само црна облеката. Значи, најдобро сега, само чај. Ама да се вика бе чај, па топло, ладно, ај ставите вие на топло според ладна вода, на пука почета. Како и што ова. Господин Огнен, пријатно се најубав ден да ви е. Благодарам ве, поздравувам и јас. Следен на линија, повелете. Добар ден. Дали се слушаме со некого, повелете? Да? Добар ден. Добар ден, повелете. Двајца изја да се јаваме. Молам? Слушав и друг глас за тоа. Не, само вие сте. Уживајте, зборувајте, само вие сте. Добро. Прв пат се јавам, Огнен, јас ги Мило ми е, пратам повелете. вашите емисии, че може ли една многу битна информација преко вас да споделам? Ајде, повелете. Во околијата на село Мајдан, Рожден, планината се соочува со голем мирис од диви животни, односно диви свињи. Се има обавестено долу во Скопје човекот кој располага со тоа ловство и нема ништо преземено. Па сакам преку ова да изјавим дека многу диви свињи се изумрени горе и во делови ки што има поголема количина на диви свињи има голем мирис. И затоа сакам ова, иако прв пат се јавам во вашите емисии, да споделам, ако слушне, например, министерот тамо кој е за шумарство, земјоделие, ако е во негова надлежност, да преземат нешто. Значи, умират неверојатно диви свињи. Опасна работа ќе дојде до немање на животни, мислам, дива свиња горе во планините. Така. Добро. Ви благодарам вака што ми дадовте можност. Благодарам многу. Ајде, пријатно. Пријатно ве поздравувам, ве посакувам убав ден и благодарам за темата која што и баш и не излегува надвор од тоа што го разговараме во целост. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого, повелете? Добар ден. Да, повелете. Видите вака, јас сум ви еден член во друштво најавувачи, ама не сум се јавил многу одамна. Добро. Јас сум ти прв што сум ти дал интервју тебе во аеродром, кај пред Веро тука, кога ви беше уште кај Дикан. Кога бевме таму уште кај Верото? Така. Добро. Иначе, јас сум Џо. Ве слушам, да. Се слушајте. Сите се жалат и палат. Топло, ладно, вакво, така. Татко ми беше у граѓевина и работеше во Гранит. На работа до 4 сат. После 4 одеше приватно за да не изради. Јас сум аутолимар по струка. Добро. 100 степени сонце и 100 степени апарат. Значи, не река 15 сати сигурно сум држал апарат. 3 пати сум се пресоблакал за да можам да работам. И не се жалам. А сега е нешто по модарство, 25 степени, 35 степени, а имаме многу поважни работи и проблеми да ги решаваме. Добро. Ами во некоја друга прилика ќе ви се јавам повторно и ќе ве насочам. Добро. И ми е мило што се слушнавме после толку години. Не знам, може ќе го вратиш филмот, ти беше камерманот и уште една женска со тебе. Мислам дека Девојче тогаш. беше ако беше за сечата на дрвијата спроти на булеварот. Не.
Не, Може точно да ти каде што кажам бевме што на старото, оставете огледачот, каде што бевме на старото место, ама од другата страна, мислам ова сега се навраќам на назад што сум снимал тогаш. Не, дозволи, сега ќе ти кажам. Правевме муавет за животот и пазарувањето, имаше некои проблеми. Изборам пред години тоа, може Тоа е точно пред скоро 12 години. Може и тоа. Толку е. Јас сум тој. Тој господин што имаме и шали, нели, како беше напаса, сме фатите, а Да. веќе прво интервју ви беше на вас. Се сетив, готово, затоа ви реков пред 12 години е тоа скоро. Ќе се чуеме, ќе ми биде мило и ќе насочам некои други теми што стварно јас сум еден таков господин, курав господин, се извинувам. Добро, Слушај, господине, ајде да не забега уште некој збор. Ќе се слушнеме. Пријатно, благодарам за јавувањето. Поздрав. Пријатно. Ме вративте назад да ви кажам вака сега 12 години на првите простории во телевизијата, кога тоа, мислам, тогаш имавме простории сега колку што ни е студиово. Значи сите кои што сме сега во овие простори во оваа зграда, тогаш бевме само во ова студио кој денес го користиме, гледачите го знаат. Дел лево од мене се вестите, десно од мене е анализата. Јас во пролаз сум. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Кога ќе му дозволиш малку повеќе, ќе му се спушти. Судбина. Луѓе сме сите. Повелете. Така е. Јас сакам да се задржам добра темата, ама со горештините, дама, пожарите се многу побитни. Тоа е другиот аспект што го чекав некој да го спомне. Повелете. Затоа се јавив јас. Оти сега е најопасно, али гледам институциите, општините затаиле со тие осматрачниците. Прошла година исто ги немаше, пред прошлата година ги имаше осматрачниците. Се јавувам за оној дел кај што е најкритичен, најсериозен Пелистерскиот. Значи ги повикувам тие институциите во општината Битола да си ја земат работата за најсериозно. Луѓето да се движат колку што можеме, превезеваме нешто, али институциите да си ја сватат работата најсериозно. Последиците ги имаат, знаат, неколку години таму што се случија и во другите краишта на Македонија. Значи, темата ви е добра, али требаше и пожарите да бидат опфатени, за малку повеќе да видат од и ова. Да, точно, во право се требаше да проширам малку, да. Да. Толку од мене, ако слушаат институциите. И благодарам и поздрав. Благодарам многу, ве поздравувам и благодарам за темата. Јас се надевам дека ќе биде ова година во која што нема да има потреба да зборуваме за пожари конкретно поради тековни случувања, но како што минува изминатите години, праксата поинаку покажа, односно покажува, така што ќе видиме. Добар ден. Дали се слушаме, повелете? Јас слушам дека... Да, добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Оваа тема е многу интересантна. Добро. Дали да се смееш или да плачеш. Тоа е да. Ние више навикнавме на овакви работи. И топло, и ладно, и секакви. А иначе, ја би се надовозал на ова топлината. Топлината во Скопје, Добро. највише ја создава асфалтот, џунгла на асфалтот. Навечер ова како термопечки асфалтот пушта топлина. Бидејќи на времето не е размислено многу, а и многу згради, бидејќи јас сум еден од старите скопјани, кој сум роден во Скопје, и направија многу згради, нема проветрување, нема ништо, и се затворија воздухот што се движеше од западниот дел на Македонија, па кружеше преку Капиштес, па преку ова,
и така натака. Се ги затворија приходите на оксиген, да речеме, воздух. Затоа е ова топлина е друга него што беше пред 40-50 години. Така, И одевме боси одевме на Вардар, газевме по калдрбата, па не ни беше топло. А сега насат од гази и ќе остане тогата се пускајци. Тоа е тоа. Поздрав многу огње. Довидување и се најбо. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Режија, дали имаме уште некој? Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Поздрав до вас, господи. Благодарам. Поздрав. Емисијата, односно темата е на право место и во право време. Мислам дека секој коментар од нас, гледачите, е добре дојден. Така е. И се надевам дека мало по мало ќе се подучиме и ќе ни нарочно на нас старите, ќе ни е добре дојдено. Секој искуство. Благодарам и пријатно. Ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам и тоа беше последното јавување режија, чисто да ги исчитам препораките уште еднаш. Од утре до недела портокалова фаза во целата држава се препорачува ослободување од работа на најранливите категории на населението, ослободување од работни обврски на бремените жени и лица на возраст над 60 години, во установите за згрижување на децата, односно во градинките, да не се практикува физичка активност и да не се изнесуваат децата на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Единиците на локалната самоуправа, Црвениот крст и центрите за социјална работа во регионите зафатени со топлотниот бран да пружаат помош на осамени, стари, изнемоштени лица и на бездомници. Работодавачите да го организираат работното време со цел заштита од директна сончева изложеност на работниците пред се избегнување престор на отворено во периодот од 11 до 17 часот. И на крајот, сите правни субјекти кои вршат активности на отворено да ги запрат активностите во периодот од 11 до 17 часот, а ова особено се однесува на работата на градежните работници. Дневникот во 17 часот е во продолжение. Од мене пријатно.